е интересно ова дрво? Ова дрво се вика чинарот. Неговиот обем е околу 20 метри. Со текот на времето неговото стебло испукало и се создала голема празнина. Поинтересно е што во неа некогаш имало берберница, а малку време тука била и една малечка кафеана. Интересно е и тоа што Охрид е град на стара и нова градба. Тој ги чува старите традиции, но во него навлегуваат се почесто и новите и така тие прават една многу успешна комбинација. Еве, чаршијата зборува за старата архитектура на Охрид, ама оваа книжарница, летница и некои хотели зборуваат за модерната градба користејќи ги елементите од старата архитектура. Некаде прочитав дека овој вид градба, оваа модерна архитектура на Охрид веќе добива и свое име, така наречена Охридска школа. Точно, Охридска школа. Навистина, Охрид по ослободувањето израсна многу и стана македонска гордост, Охридска убавица. Сега е голем и значаен туристички центар, а има и индустријски објекти. Сепак, многу се води сметка Охрид да не биде загаден, туку убав и привлечен. Не знам дали во светов постои толку убаво и привлечно езеро, толку мирно и бистро што дури фрлената пара се гледа на неголемата длабочина. Погледнете колку е богата неговата околина со шума. Охридското езеро обкружено од сите страни со високи планини. Додека врвовите на галичите се покриени со првиот снег, доле во рамнината покрај брегот на езерото има уште руши и есенско цвеќе. Незаборавен впечаток е бојата на езерото, која од излезот до заоѓањето на сонцето постојано ја менува. Јас сакам да ви кажам неколку податоци за ова наше лично езеро. Тоа настанало пред 4 милиони години. Според проценките на некои биолози, тоа настанало со некакви померувања на земјините пластови. Има околу 350 километри квадратни, а е на надморска височина од 695 метри, долго 30 километри, а широко до 15 километри, с најголема длабочина од 294 метри. Охрид и Струга не припаѓаат нам на македонците, а поградез на албанците. Во Охридското езеро живеат околу 17 врсти на риби, од кои најпознати се летница, белвица и пастемка, а од рибата плашица се добива познатиот охридски бисер. Него го изработуваат само уште неколку семејства во Охрид. Јас ќе ве однесам кај тие што први започнале да го прават. Дознавме дека семејството Филевци биле први што го изработувале охридскиот бисер. Да, ние сме првата фамилија која се како по традиција и уште го работаме, макар мојот сопруг е починат, но во фамилијата ќе го и натака работаме овај наш драг занет. Имам 2 синови кои се и тие наследници на тој занет. Иначе имаат завршено студија, но од големи желби си го работуваат занетот. Ете и во досегашните раскажувања за Охрид и за неговото езеро се служевме со зборови. Во минатата емисија, нели, зборувавме што се тоа менливи и неменливи зборови, секако задржувајќи се малку повеќе на менливите зборови. Кои беа менливи зборови?
именки, нели, придавки, заменки и броеви. И во оваа емисија ќе се задржиме повеќе на зборовите, наменливите зборови, но сега со една друга цел, да кажеме што се тоа имиња или зошто така ги нарекуваме. Кога раскажувавме за Охрид, езерото, планините, чинарот, чаршијата и архитектурата на градот, значи ние употребувавме одделни видови зборови. Меѓу одделни видови зборови нема строга граница. Но тие своето значење го добиваат во составот на реченицата. Како тоа? Велиш дека меѓу одделни видови на зборови нема строга граница. Така. А пак велиш дека дури во составот на реченицата го добиваат своето значење. Да, тоа е сосема едноставно. Навидом изгледа дека е сложено, но тоа е навистина едноставно. Еве еден пример. Охрид е убав град. Зборот убав што појаснува? Ја појаснува именката град. Така е. А што ми ја појаснува именката? Тој збор што е? Придавка. Точно. Сега да видиме еден друг пример. Секој посетител убаво го доживува Охрид. Овој пат убаво го појаснува глаголот доживува. Значи, истиот тој збор еднаш е придавка, ако ја појаснува именката. Например, убав град. Во друг случај, тоа убаво е прилог, ако го појаснува глаголот. Например, убаво доживува. Сега сватив зошто рече пред малку дека помеѓу поделни видови зборови не постои некоја построга граница. Тогаш за тоа ни е зборот убав, кој во поделни реченици се однесува како придавка, а во некои реченици како прилог. И тогаш ја снемува таа така наречена строга граница. Значи јасно е дека зборовите го добиваат своето значење дури во составот на реченицата. Доказ е зборот убав, Охрид е убав град и Охрид убаво го доживува секој посетител. Ете како едноставно разјаснивме за границите и значењето на зборовите во состав на реченицата. Има уште една интересна работа за зборовите. Од сите видови на зборови во најтесна врска се наоѓаат именките, придавките, заменките и броевите. Така кога зборувавме за Охрид, ние го нарековме убавица, гордост и се така редом. Некаде до именката Охрид и Охридско езеро додадовме многу придавки што ја разубавија именката Охрид. Некаде ги употребивме и броевите. Охрид е прв во светот по богатата флора и фауна. Или во Охридското езеро живеат 17 видови риби. Некаде наместо Охрид рековме тој. За езерото рековме тоа, а за рибите рековме тие. Значи ги употребивме заменките. Да, ги задовме на помош и заменките. Природно доаѓаме до заклучок дека придавките, заменките и броевите ги врзуваме со именките. Значи, централното место им припаѓа на именките. Токму затоа родот и бројот на именката е и род и број на придавката, заменката и бројот. Охрид е убав град. Прва одлика на езерото е богатата флора и фауна. Тие, рибите, се мощни вкусни за јадење. Град, тоа е именка од машки род во еднина. Убав, придавка исто така е од машки род еднина. Одлика, именка од женски род еднина. Прва, број исто така од женски род. Рибите, именка женски род множина. Тие, исто така множина, женски род. Поради тоа што придавките, заменките, броевите најмногу се врзуваат со именките, сите тие се опфаќаат под заедничкиот поим имиња. Родот, бројот на именката станува собственост на имињата. Значи, имиња ќе се нарекуваат именките, придавките, броевите и заменките, зашто тие се во најтесна меѓусебна врска. Заедничко за овие 4 зборовни групи е што имаат ист род и број како именката. Токму затоа се нарекуваат со заедничко име имиња. Мощно убаво име, имења.